Денес се одбележува меѓународниот ден за борба против трговија со луѓе. Жени и девојки принудувани на давање на сексуални услуги, деца и принудна работа во странство и понатаму остануваат најголемата група, воедно и мета на трговците со луѓе. Македонија е земја од регионот која не кубори со бројка, која како држава не може да се справи. Од почетокот на бегалската криза, безбедносните системи се соочија со криумчари, кои бараа лесна заработувачка преку мигрантите, но за кратко време беа спречени. Со донесувањето на измените на закон за азил, МВР воспостави режим и систем во кој има увид на ситуацијата, а со тоа и стопирање на трговија со луѓе. Криумчарењето на мигранти е многу драстично намалено и трговијата со луѓе е во многу помал обем за разлика од останатите земји. Кога на човек ќе му одземете неговите патни исправи, пасош, тој нема лични документи, а ги дал се со цел за побрзо да стигне до западноевропските земји или до нивната целна дестинација, со цел слобода, економски можности, подобар социјален статус, тие се потенцијал да станат и жртви на трговија со луѓе, секако понатаму да бидат злоупотребувани не само за работа, туку и за секакви видови на трговија со луѓе. Невладиниот сектор заедно со МВР со идни проекти ќе детектираат и ранливи категории на мигранти кои влегуваат во Македонија, а со тоа и можност за бројка како жртви на трговија со луѓе. Нашата цел во соработка со Министерството за внатрешни работи е да започнеме со имплементација на проект, регионален проект, кој што ќе има за цел идентификување на ранливите категории на мигранти, вклучувајќи ги тука и жртвите на трговија со луѓе. Одбележувањето на Светскиот ден за борба против трговија со луѓе помина денеска организирано на прифатниот камп кај Гевгелија од страна на МВР и невладината ИОМ, делејќи топло облека и кибаници на мигрантите кои денеска влегува на македонска територија. Во изминатите 24 часа издадени се потврди за искажена намера за поднесување барања за признавање право на азил на вкупно 2555 странски државјани. Во периодот од 19 јуни годинава до денеска се издадени потврди на вкупно 145.834 странски државјани.